Велес со својата местоположба го прави посебен и специфичен во однос на железничкиот сообраќај и во однос на безбедноста. Не дека возовите не минат ни низ други градови низ Македонија, но интензитетот на сообраќај низ Велес е многу почест и погуст. 4 воза патнички кон Гевгелија, 10 најмалку 12 товарни за Солун и од Солун, така што сето тоа го прави градот значаен железнички центар, но и сигурноста, каква е сигурноста за патниците, за велешани, за автомобилите. На оваа тема ќе разговарам со Горан Наумов. Тој е од вашата позиција, точно, Горан? Одговорен на дежурна екипа во Македонски железници инфраструктура. За светлосна сигнализација? Да, за сигнализација. Така. Да започнеме со основните податоци. Колку железнички премини има во Велес и во Велешко, што се вие ги покривате? Во Велес и Велешко имаме 5 према Згроповци и 1 према Рајко Жензифов. И 1 механички Стар мост. Така, овие што се низ градот, тие што се карактеристични, каде што мора да минат автомобилите, тоа се 2 во Дворови, 1 на Нов мост и 1 на Стар мост, така? Да, Кожара и Бабуна. Така. Овие 4 каде што минат сообраќајници, како се тие обезбедени? Обезбедени се со светлосна сигнализација, звучна и со полубраници. Колку време пред да помине возот, како дава сигнал, еве да објасниме на граѓаните? На нагазни точки се уклучува на 800 метри и цела процедура е околу 2 минути. Време на предзвонење 12 секунди, спуштање на полубраници 40 секунди и доека најде уште 2 минути. Така, значи некаде пред да дое возот? Пред да дое возот за 2 минути се спуштаат и поминува возот. За волја на истината мора да кажам, јас не се сеќавам дека сум пишувал како црна хроника во градот имало сообраќајка. Вие како одговорен тоа сигурно ќе го потврдите. Да, немало. Во Велес нема. Немало во Велес, јас сум 36 години вработен. Немало. Значи безбедни се премините, патниците нема потреба да стрвуваат граѓаните. Има заштита сигнал ако е расипан патниот премин, застанува пред патниот премин возот и добива наредба од сообраќајецот за да продолжи. Рековме овие 3 на Нов мост и во Дворови, 2 рампи се спуштаат електронски. Да, електронски. А имаме ситуација на Стар мост кога се спушта рачно, мануелно. Зошто? Рачно е поради сообраќајно решение. 2 најдолги возила можно е да се заглават и поради тоа не е пуштен да биде електрично. Така, значи тоа ќе остане засега така. Засега така ќе остане додека не се најде сообраќајно решение. Да, какво е состојбата со патните премени кај Кирочучок, Оризари, Превалец? Превалец, Порцеланка и Пашин мост се со светлосна и звучна сигнализација. Останува во план да се прават Горно Оризари и Порцеланка долгиот патен премен. Се случува низ Велес да има реакција од граѓаните, бидејќи некој пат возот, тоест патните премени не се спуштаат. Што е причината и како тогаш, каква е постапката кога тие не функционираат, што е обврската на машиновозачот? Машиновозачот запира пред патниот премен и добива наредба од сообраќајниот диспечер да го продолжи возењето, а најчесто е поради кражби на кабел. Има такви случаи? Имало. Веќе мислам дека низ Велес нема посебно. Намалено сега, ама на другиот дел е продолжено Неготино, Дуброво, Демиркапија имаме позачестени кражби. Колку што знам, во машината, локомотивата застанува. Застанува пред сигналот, пред патниот премин има сигнал на црвено, застанува и телефонски се слуша со сообраќајниот. Свири, да. Да, за сите да знаат. За сите да знаат дека и споро вози со 10 километри го продолжува возењето, а прво запира. Така. Кога спомнете 10 км за вакви случаи, колку е дозволената брзина на возовите низ Велес, ако знаеме дека за автомобилите за 50 км. 40, колку е за возовите? 50 км на час се влез низ градско порашје, да. Сигурно дека со и пластифицирањето кој што се случи изминатиот период е зголемена безбедноста на патните премини во сите во Велес се случи. Единствено остана на Штипско џаде каде што според зборовите на градоначалникот таму има проблем, не може да се направи пристап додека се гради тој така да останува тој зафат за да се реши, но треба да се најде начин како да се премости сообраќајот. Рековме дека Велес ги има овие патни премини, тие се електрифицирани. Да. Електрифицирани се 5
Велес 24/7. Гроповци, да, и 24/7 работат и обезбедени и механичкиот патен премин со луѓе се обезбедува. А така и остана уште патниот премин ки Новачани, ки Ногаевци, пардон. Кај работи, тој со светлосна и звучна сигнализација работи. Така, значи се е обезбедено, станува само вниманието на возачите. Тоа е на Вниманието на возачите кога работи треба да се застане. Да. Има Кога ќе Андријин почне да крс. работи Андријев крст на идување на пруга има на 240, 160 и 80 метри знаци. Да. Добро, јас се надам дека овие информации допреа до граѓаните, пред се до возачите на автомобили, на автобуси, сите оние што се враќаат низ Велес, оглед на тоа што треба да ги знаат овие работи. Треба да знаат со самото почнување на светење и звонење на друската и светлосна сигнализација да запрат. Да. Горан, јас ти благодарам што беше гостин, што не запознат со функционирањето на безбедноста на железничките премини, кои што се множно значени за животот во Велес, рековме од која причина, со фреквенцијата на голем број товарни патнички возови, велешани сето тоа го чувствуваат. Ви благодарам и во некоја следно видување се гледаме повторно. Ви благодарам и вас. Тоа беше Горан Наумов, со кого разговаравме. Да, раководител на дежурна екипа за светлосна сигнализација при Македонски железници инфраструктура. Студио